Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во предвечерието на правомајското празнување престојуваше во Кочани, каде пред седиштето на Општинскиот комитет на партијата одржа трибина со членовите и симпатизерите, а во насока на вториот круг од гласањето за избор на претседател на државата. Во своето обраќање Мицковски повика на масовна излезеност на граѓаните и поддршка на кандидатот Гордана Силјановска-Давкова, која, како што рече, ќе знае да ја води државата низ призмата на функционирањето на правото и правдата. Јас сум сигурен дека, како никогаш досега, заедно, сложно, обединето, ќе излеземе на 5 мај и ќе донесеме една голема, огромна победа за татковината и нов претседател на татковината ќе биде жена, ќе биде Гордана. Браќа и сестри, добри луѓе, ни доаѓа на ред третиот мегник. Третиот мегник се новите предвремени парламентарни избори. Новите предвремени парламентарни избори е новиот Илинден за Македонија. Мицковски потенцираше дека граѓаните не се наивни и знаат кога живееле подобро, кој им го променил името на државата и идентитетот и што всушност значат процесите во државата наметнати од актуелната власт. Пораката е дека правдината ќе ги победи сите неправдени во Република Македонија, кои што се денеска секојдневие. ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова ќе го победат Зоран Заев и СДСМ на овие претседателски избори и конечно ќе дојде крајот на овие политички измамници, ќе дојде крајот на сите лаги и сите злоупотреби кои што во минатото се секојдневие во Република Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН повика на масовна излезеност во вториот круг, бидејќи таа масовно ќе ја донесе победата на Гордана Силјановска-Давкова и ќе значи чекор кон предвремени парламентарни избори и целосна промена на власта.